Здраво, здраво! Добар ни ден. дојдовте. Добар ден. Добар ден. Еве повторно сме и ние денес со вас. Јас сум учителка Тина Јас сум учителка Габи. и доаѓаме од градинката Весели цветови во Кисела вода. Супер. Одлично. Денеска ќе ве запознаеме со една нова сказна. Сигурно сте ја слушнали и вие и другарчињата. Се работи за сказната Рибарот и рибката. Да. Ја знаете? Да, Ја но сум знаем. ја заборавил. Да, Искрено. ќе ја чуваме Заборавија? повторно. Сакам да се подсетам. Ајде малку да се подсетиме. Ајде. Денеска ќе имаме еден театар, ама така на маса. Имаме многу убави реквизити, малку ние посликовито, поинтересно и за другарчињата за да видат точно што се работи во приказната. Одлично. Супер. Почнуваме. Ајде да видиме. Да седнеме во своите столчиња. Може, повелете, уживајте. Еднаш многу одамна, во една далечна земја, кај едно убаво езеро, во една трошна кукичка, се живееа бабата и дедото. Добро утро, бабо. Што правиш толку рано наутро ти? Добро утро, дедо мој мил. Еве што правам. Работам, перам, се трудам по цел ден. А и знаеш ли, дедо, треба нешто да сготвам за денес. А погледнав внатре, па денес немаме ништо за јадење. А ти да појдеш до нашето езерце, па да уловиш по некоја риба. Што велиш, дедо? Арно, викаш бабичке, да одам, да уловам риба, па малку и ние да јадеме нешто друго, освен леп и сол. Ајде, појди, подготви се. Довидување, бабо, довидување. Се Довидување. гледаме наскоро. Да видам денеска што се случува на ова прекрасно езеро. Чамче моје, тука си. И мојата трска, да си уловам некој рибче, колку е мирно езерово, колку има рибчиња. Еј, каква е оваа рибка? Каква рибка уловив јас? Дедо, пушти ме, јас сум златна рибка. Пловам во ова езеро и те молам да ме пуштиш. Ќе ти исполнам секаква желба што ќе посакаш. Не сакам јас никаква желба да ми исполниш. Лови си рибче слободно во езерото. А јас не мора денес да се гостам со риба, па ќе си јадеме со бабата лепче и солце. Јас заминувам рибче, а ти плови си во ова твое живеалиште, ова твое езерце. Довидување. Ох, дедо, па ти си пристигнал? Пристигнав, бабичке, пристигнав. Да знаеш што ми се случи, бабо. Што? Што ти се случи, дедо? Кажувај, раскажувај. Си заминав кај езерцето, си се качи во моето кајче, таму ми беше и трската, мирно езеро, полно рибчиња и кога одеднаш уловив едно рибче златно. Златно, велиш? Златно, досега не сум видел такво рибче. Леле, каде? Ајде, дај да го спржам. Ама знаеш што, бабо? Ми беше жал. Рибчето ме замоли да го пуштам да си плови во езерцето. Рибче што зборува, велиш? Да, и тоа златно. И знаеш ли што ми рече? Што ти кажа, дедо, раскажувај? Да го пуштам во езерото, а тоа ќе ме исполни секоја желба што ќе ја посака. И ти што посака? Што посака? Кажувај. Ништо, бабо, ти знаеш јас колку сум добар, жалостлив. Го пуштив да си плови. Ние како до сега, така и понатака, не ни треба рибче, ќе си јадеме лепче и солце и ќе си живееме среќно. Што ни треба? Дедо, будалче едно старо. Па не гледаш ли ние како живееме? Во стара куќа скршена, со старо скршено корито. Брзо да се вратиш кај рибата и да посакаш една убава, голема куќа сакам. Голема, не ваква стара. Ама бабо, и ветив дека ќе плови во езерото, како сега да одам повторно? Ме слушнали, побрзај, уште ли си тука, старче?
Едно. Ајде да одам јас. Оваа моја баба. Еве повторно јас да си пловам со гајчето, да си уловам рибче, некое. Златна рибке, тука ли си? Ао, рибче моје, тука си било. Дедо, што се случи? Имаш некоја желба да ти исполнам? Мојата баба вика дека требало да имаме некоја поубава кукичка, повеќе за јадење, сакала да биде богата. Оди, дедо, слободно и не грижи се. Јас се ќе средам. Ти благодарам, рибче, ти благодарам. Кого гледам јас таму? Ти си, дедо? Јас сум, бабо. Леле, каква куќа! Значи, рибчето не исполнило желбата, бабо? Да, убава е куќата и јас сум убава, погледни, чиста, а ти Леле. ваков Валкан, зарем мислиш во куќава ќе влезеш? Ти можеш таму во кочината со свињите да си спиеш, Валкан си и мирисаш, не може во нашата нова куќа убава, јас само тука ќе си живеам, ама, знаеш, ти додека се враќаше, дедо, па јас си помислив, чим рибката толку желби знае да ти исполни, ете нека исполни уште една. Јас, например, царица да бидам. И во дворец да си живеам, и да си царувам на секаде, и веднаш да одиш, ме слушаш ли? Ајде. Бабо, не може да бидем толку нескромен. Мораш да одиш кога ти велам, послушај ме, веднаш заминувај. Бабо, што ќе кажам на рибката и вети? Знаеш ли што е ти ветување, бабо? Нема ветување, само исполнување. Веднаш, оди, тргнувај, фаќај се за твојата трска и улови ја рибката. Леле, што ќе правам со оваа моја баба? Стана и богата и уште не е наситна. Хајде да видам рибчето, дали повторно ќе го најдам. Леле, денеска колку е разраб... Леле, колку бранови имало езерово. Рибче, кажи, дедо, слободно кажи, имаш ли уште некоја желба? Мојата баба, што ја направи господарка, богата, ме избрка да живеам во кочината. И знаеш уште што? Сакала уште да биде уште побогата, да биде царица, да станела, да имала убав замок. Оди, дедо, ти и не грижи се. Ти си извинувам, рибче, многу. Не грижи се, слободно оди да видиш што ќе се случи. Леле, каков замок! Бабо, па тоа ти ли си? Јас сум и те молам кога ќе доаѓаш пред мене да се поклонуваш. Јас веќе царица сум, не сум обична баба. Да ми се поклониш веднаш, дедо, тука. Ама ти си мојата баба, како да ти се поклонам? Никако. Ти дури сега ќе живееш таму, со слугите во старите куќи. Ама дојди веднаш, почекај, јас имам уште по некоја желба. Знаеш, јас царица станав, ама сакам сега да станам царица на морињата, на езерата и лично мој слуга да биде златната рибка, ме слушна ли? Ама бабо, како можеш ти да живееш во езерото, во морето, ти не си рибче? Веднаш да ме послушаш и веднаш да се вратиш во езерцето. Ама како ти кажам на рибата дека ти треба да бидеш нејзина господарка? Тоа не може да се наредиш случи. лично од мене, царицата. Заминувај. Леле, оваа моја баба, толку не е скромна. Рибче, колку големи бранови, дали ќе го најдам рибчето? Рибче, златно рибче. Кажи, дедо, повели, еве и трет пат се гледаме. Што сакаш да ти исполнам? Слободно кажи. Леле, она моја баба, како да ти кажам? Многу сакала да стане царица, па сакаше нели богата да биде, сега сакала да биде твоја господарка. Оди си ти слободно по патот да видиме што те сака уште.
Бабо, што се случува? Кутрете, Каде е јас замокот? се исчезна, се снема. И царството мое, и круната моја, и куќата моја. Повторно сега сум тука, со старава облека, со старата куќа и ова старо корито. Ох, кутрете јас. Така е, бабо. Многу сакаше? Сега се вративме на старото. Тој што не е благодарен, па ќе си биде тоа што си бил. Затоа треба да сме скромни. Така е, другарчиња, запомнете. На тоа што го имаме, треба да сме секогаш благодарни. Да не бараме многу. Браво. Браво, колку беше прекрасна Ви ова. сте допадна. Да. Навистина е прекрасна Одлично. ова приказна. И Еј, срам да е на И многу бабата. поучна. многу Да, поучна. и поуката Да. вели дека треба да бидеме скромни и благодарни секогаш со тоа што го имаме. Да, токму Сега така. ние имаме и малку игри за вас. Одлично. Да, може да видите тука пред нас има неколку аквариуми Да. и внатре има рибички. Секој секој од нас, аквариум има? да, има Бројче. Бројче. Треба да најдеме во која риба точно колку рибчиња има. Меѓутоа, ова може да биде задача секако за дома и повторно да ги измешаме бројките и повторно да ги ставиме рибчињата. Може и измешан редослед и по редослед да бидат ставени како што треба. Одлично. Супер. Мислам дека убаво си го поминавме и денешниот час. Одлично. Се една Многу нова и убава. убава сказна. Токму Многу ви така. благодариме. Една убава поука. Дечки, не ја заборавајте поуката дека секогаш треба да се биде скромен и да не се бара премногу. Ние ќе одиме со еден джингл и продолжуваме со следен час. Довидување. Довидување.